Последни вести денеска. Добро вечер. НАТО го смета Западниот Балкан за регион од стратешко значење. Вели во ексклузивно интервју за Канал 5 заменик генералната секретарка на Алијансата Радмила Шекеринска. Со неа во Брисел разговараше Јован Ѓорговски. Како оценувате безбедносната состојба во регионот на Западен Балкан, Босна и Херцеговина, Косово, но и Македонија која со блокирани евроинтеграции од Бугарија во опасност од такви странски влијанија? Западниот Балкан и покрај тоа што голем дел од влијанието од вниманието е насочено кон Украина, продолжуваме овде во НАТО да го сметаме за регион од стратешко значење за Алијансата. Што се однесува до нас и односите помеѓу Северна Македонија и Бугарија, двете земји сме сојузници во оваа зграда и во НАТО. И НАТО, иако е често пати гледана како воена алијанса, таа е политичко воена алијанса. И навистина ова е местото каде што сојузниците, дури и кога имаат разлики, се трудат тие разлики да ги решаваат низ политички диалог. Така што јас се надевам дека и ние и колегите од Бугарија може да ги искористат и овие начини да се дојде до решение. Оти големата лекција од нашиот регион е дека кога ги оставаш отворени политичките прашања, тие никогаш не стануваат полесни. Тие стануваат потешки. Во Законодавниот дом утре треба да се одржи седницата на анкетната комисија за Кочанската трагедија, но останува неизвестно дали ќе има кворум. Пратениците од владеачкото мнозинство побараа одложување бидејќи таа се совпаѓа со буџетската расправа. Додека дел од аналитичарите предупредуваат за тоа каква порака ќе се испрати кон семејствата на загинатите. Ивана Стојановска. За утре во собранието е закажана постојаната анкетна комисија за слободите и правата на граѓанинот, која треба да расправа за прекршувањето на правото на живот по поднесената иницијатива од родителите на жртвите во Кочанската трагедија, а на која треба да се обратат и самите тие. Сепак незиното одржување е неизвестно доколку власта не го обезбеди потребниот кворум. Од ВМРО ДПМН предходно побараа седницата да биде преместена за друг датум заради буџетската расправа, која утре стартува во собранието. Но АПСИ одби со образложение дека датумот бил избран во координација со родителите, како единствен ден кога немало закажано судско рочиште за случајот. Од неговата партија и денеска апелираа до сите пратеници да присуствуваат на седницата. Доколку утрешниот обид за заседавање на анкетната комисија пропадне, според Петар Арсовски, со тоа нема да се испрати добра порака. Тоа ќе биде една лоша порака за родителите и за воопшто вкупно за јавноста, бидејќи ќе покаже една негрижа за трагедијата и емоцијата која тие луѓе чувствуваат. За трагедијата во Кочани треба да се расправа и на анкетна комисија предложена од власта, но во пакет со останатите поголеми трагедии во земјава, Дурмотурс, Беса Транс и модуларната во Тетово, а за која подршка дадоа и од опозицијската СДСМ. Арсовски е настав дека една таква сеопфатна дебата може да се разводни или партиите да ја искористат за политички поени. Вели добро е да се расправа за ваквите несреќи, но не е оптимист дека вистината ќе излезе на виделина. Спојувањето на повеќе случаи во еден и предаторството на политичките елити околу високопрофилен случај како Кочани, кој дава за право да се сомневаме дека се работи сепак за политички маркетинг, одошто за вистинска желба да се дознае вистината, не даваат многу оптимизам дека од оваа анкетна комисија треба нешто специјално да очекуваме. Можно е дебатата да се претвори во пинг-понг политички поени, може да се разводни дебатата бидејќи сите други трагедии се споени во една анкетна комисија и се прашувам зошто токму сега се сетија политичките елити да формираат анкетна комисија за случаи кои се стари повеќе години. Зошто тоа не го направија тогаш? Ваквата анкетна комисија за сите случаи треба доправа да се формира. Мнозинството ќе го има власта, но председателот ќе доаѓа од редовите на опозицијата. Телото треба да работи 45 дена во кои ќе се сослушуваат сведоци, а потоа во рок од 30 дена да изготви извештај со заклучоци, што ќе бидат испратени до владата, но и до јавното обвинителство. Опозицијската СДСМ со обвинувања за директорот на Созара Томовски, за кого велат дека бил донатор на ВМРО ДПМН. Од владеачката партија пак возвратија. СДСМ информациите да ги провери со релевантни и стручни лица.
Томовски, почитувани, е донатор на ВМРО ДПМН. Еден од оние кои најмногу сакаат да се истакнат со високи суми. Само во 2021 година донирал 8.000 евра на ВМРО ДПМН. Впрочем, таа сума може да се провери токму во овој јавно достапен документ, каде што е наведено како Томовски донира средства, високи суми, на сметката на ВМРО ДПМН. 499.700 денари, 100.000 денари, 70.000 денари, 100.000 денари, редовно Томовски уплаќа на сметката на ВМРО ДПМН. Тимот за одбрана на криминалот на Заев и Филипче, кои го представуваат за антикорупцијски тим, мислат дека сега е открит и Америка. Големото откритие е дека Томовски е донатор на ВМРО ДПМН, како и илјадници други, а податоците се и јавно достапни. Прашањето е, каде е тука криминалот? Јасно е дека нема. Наместо текстовите да им ги пишува Зоран Заев од Дубај, добро е да ги проверат информациите со релевантни и стручни лица. Тие ќе им кажат дека ваквата реторика, освен правење на димна завеса за прикривање на криминалот на Зоран Заев, нема никаква друга релевантност. Судската администрација размислува за прекин на работата во одредени судови. Од УПОС велат дека револтот кај оваа категорија вработени настанал откако парите од судскиот буџет наместо за додатоци на плати за судската администрација се трошат за тужби поднесени од суди. Дополнително се жалат и на недостиг на кадар. Се зависи од какви ќе бидат барањата на вработените. Во петокот имавме такви барања во неколку судови, бидејќи револтот на вработените е доста голем, поготово поради последната одлуката на Судскиот буџетски совет да не се исплата додатоци на плата за вработените во судовите, од причина што веќе нема пари во судскиот буџет, бидејќи се исплатија средства по тужбите што ги поднесуваат судиите за регрес за годишен одмор. Промената на температурите и невообичаено топлото време за овој период од годината носи зголемување на вирусните инфекции, но и појава на првите болни од сезонски грип. Дел од докторите предупредуваат дека ако метеопатијата била белек кај повозрасните граѓани, денес се повеќе млади лица го чувствуваат тоа. Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Зголемувањето на температурите невообичаени за крајот од есента предизвикаа здравствени проблеми кај граѓаните. Ваквите температурни разлики, влажното време се најголем непријател за метереопатите, објаснува матичната докторка Мира Атанасова. Таа објаснува дека најчесто проблем имаат граѓаните со крвниот притисок, главоболки, болки во куските. Јас секогаш велам дека тие се дури подобри метеоролози од нашите професионални метеоролози, бидејќи пред самата промена на време чувствуваат некои промени. Ние како лекари најчесто нотираме варијации во крвниот притисок. Значи тој притисок може да варира, да се симнува, да се покачува. Можеме да нотираме срцебиење кај пациентите, една тахикардија, една нелагода, екстрасистоли да нотираме на направените, значи електрокардиограми. Најчесто пациентите се пожалуваат и на оние коскени и зглобни болки, кои што се типични, да не речам кај ревматичарите, меѓутоа и доста млади пациенти знаат да ни се пожалат на тие симптоми. Ако метереопатијата била белека и повозрасната категорија на граѓани, денеска се помлади луѓе чувствуваат нелагодност и недостиг на енергија. Она што е потребно е редовни прошетки надвор и доволно течности. Аналгетик, ако има главоболка, ако има несоница, некој се дава и некој благ седатив, малце да се одморат пациентите. Б-витамините, Б-групата е исто пожелна во овој момент да се подигне малце расположението, а Б-витамините дават и релаксација. Од друга страна ги користиме за заболувањата на коскено-скелетниот систем, кај што имаме ние пациенти кои што во моментов на лумбоишијалгии најчесто ни се жалат, така да и Б-витамините ни помагаат за обновување на нервите. Со пораст на температурите, матичните доктори очекуваат изголемување на вирусните инфекции, но и појава на првите болни од сезонски грип.
Матичните лекари со препорака хронично болните да се вакцинираат против грип. Тоа беше се. Пријатна вечер.